треба да донираме. Зошто да не? Зошто едноставно да не им помогнеме на оние кои им е најпотребно кога ние можеме. Воопшто ништо нема да изгубиме со тоа, едноставно само ќе добиеме. Верувате ми дека кога ќе донирате ќе се чувствувате многу поисполнето и поубаво, знаејќи дека токму вие на некого сте му донеле насмевка на лицето. Еве лично јас донирам затоа што тоа ме прави среќна. Затоа што можам да го стоплам срцето на некого на кој му замрзнало во оние студени ноќи кои ги поминал на улица без покрив на главата. Затоа мислам дека сите треба да донираме. Во светот постојат многу причини ради кои сакаме да донираме. Една од тие причини, според мене и која највише треба да ја почитуваме, тоа е што сите ние сме различни, сите немаме доволно исто, немаме исти материјални средства за живот. Некои имаат повеќе, некои помалку, некои ради разни причини. Бидејќи сум економист и ги знам тие економски услови кои се, наречеме, свесен сум за економските работи во живењето на луѓето, јасно ми е дека на некои луѓе имаат потреба од помош. Затоа секогаш ги поддржувам овие акции и секогаш сум еден од тие кои сакаат, да речеме, да се донира или да се помага. Крчаген се вклучи во акција која ќе им помогне на децата од детскиот центар во Шутка. Собиравме храна, облека, играчки и се надеваме дека ќе им покажеме дека се уште никој се грижи за нив и ги сака. Тогаш сум тажна, кога ќе видам гладни деца кои просат, кои немаат јадење и облека. Би сакала да собереме пари за тие деца и веќе да нема тажни. Just look at all those hungry mouths we have to feed. Take a look at all the suffering we breed. So many lonely faces scattered all around, searching for what they need. Пред се мислам дека е убаво да се донира, бидејќи навистина е убаво чувството кога знаеш дека им помагаш на луѓето на кои што тоа навистина им е најпотребно, на луѓето кои што се што има потребно всушност е само малку нега, малку љубов и малку внимание, и поради тоа мислам дека секој би се чувствувал навистина убаво доколку направи некој добар чин за тие луѓе. Некаква помош во животот, на некој денес, на некој утре, а на овие деца од детскиот центар во Шутка им е потребна вашата помош сега, во овие моменти, кога им е најтешко. Затоа, бидете човечни и помогнете, бидејќи хуманоста е врвот на човечноста. Донирам, бидејќи сметам дека може барем за еден миг да се смени животот на некое детенце, исто така сметам дека треба да се донира во сите прилики, не само во ова, и да се донира за сите, не само за овие дечиња. Да донирам за овие дечиња, бидејќи сметам дека може да им се уочи дека навистина постојат луѓе кои што можат да им помогнат и дека животот не е онако како што им се сервира, за жал, во моментот. И исто така да се освестат и родителите и соодветните институции дека може овие дечиња да имаат нормален живот. Бидете хумани и помагај. Is this the world we created? What did we do it for? Is this the world we invaded? Against the law, so it seems in the end. Is this what we're all living for today? The world that we created. Представува огромна чест да учествувам во една ваква акција, бидејќи сакам да придонесам за миг овие деца да почувствуваат како е да бидат еднакви со оние на кои што им било возможено се и на кои што им биле исполнети сите желби. Ги поддржувам организаторите за оваа акција, бидејќи успеа да ја реализираат својата идеја и при тоа заедно да им возможиме среќата на овие деца. Сметам дека треба да донираме овие маргинализирани групи, бидејќи тие причина што се дискриминирани заради нивната раса и нивниот недостаток на материјални средства, треба да ги воведеме во општеството и да бидат функционален дел во него како нас.
И сметам дека за да просперираме ние на било кој ниво кога држава, дека треба да почнеме од самите себе си. Значи треба да дадеме секој шанса да живот, да има барем најнеопходните работи. Значи да не дојдеме во оваа ситуација кај што ќе имаме деца на улица да питаат за пари кои повеќе ги немаат или ќе бидат предадени од родители кои ги искористат на некои други средства кои се тотално вон опстат. Јас донирам бидејќи сметам дека хуманоста е особина која навистина би требало сите да ја посетуваме и која навистина сите направи духовно побогати и повредни. Дури и малите деца кои во животот никогаш немаат почувствувана никаква љубов и грижа, заслужуваат во одреден момент некој да навистина сака да направи нешто за нив. Она кое што ние сме подготвени да го направиме за нив, реално на нас нема ништо да не смени, но за нив ќе предизвика многу насмевки, многу среќа која што е убаво си за ние да ја гледаме и да ја почувствуваме. Јас сметам дека треба да се донира за децата од улица, бидејќи на нив тоа им е најпотребно и место да пушиме цигари или да ги користиме парите за да купиме алкохол, треба да донираме за децата. Исто така може да се донираат јалишта или облека. И тоа е многу хуман гест и сметам дека сите треба да го прават. Somewhere a wealthy man is sitting on his throne, waiting for life to go by. Јас донирам затоа што сметам дека овие деца заслужуваат подобар живот и животни услови, како и неизмерна среќа и нега кои што се составни делови од секое детство. Со тоа што ќе донирате, освен тоа што да дарувате и споделувате безусловна љубов и грижа на оние на кои што има најпотребна, вие станувате и похумани личности, а тоа е стремеж на секој човек и најблагородна карактеристика. Затоа ве посочувам да донирате и со тоа да го отворите срцето и да запамтите дека љубовта и среќата само кога се делат стануваат поголеми. Значи преку донациите им даваме на овие деца нешто што им е неопходно, зашто досега можеби не сме размислувале дека на некого тоа му недостасува. Но тоа што особено е значајно при донациите е дека им покажуваме на децата дека некој мисли. Всушност, најмногу што донираме во овој случај е љубовта и вниманието што може да еден човек да го пружи на друг. Преку ова сигурно децата ќе се почувствуваат дека за некого вредат, дека за некого постојат. Почеток, ова е само почеток на една понатамошна подолгорочна соработка со домот за згрижување на деца и активности кои што и понатаму ќе продолжат да се преземаат. Значи сметам дека донацијата всушност не е само во материјалните работи, всушност ние донираме љубов, донираме насмевки на деца од улица кои всушност немаат потреб над главата и немаат повеќе од еден оброк во денот. Но сепак тие се среќни се повеќе дури од нас кои што имаме многу повеќе од нив и затоа сметам дека секое дружење со нив не само што нив ќе ги усреќи, туку ќе не усреќи и нас. Добар ден. Јас само зборувам дека треба да им даваме на сиромасните, дури ќе ја дадам играчката моја најсакана и дека и дури јас ќе им дадам се што сакат. Oh, is this the world we created? We made it all our own. Is this the world we devastated? Right to the bone. Амор Винки Томња, љубовта победува се. Еден човек кој помогнал некому, кој дал дел од своето некому кому истото му е многу потребно, не останал сиромашен. Оваа хуманитарна акција е наша можност да даруваме топла облека, парче леп и што е најважно топли прегратки на оние кои најмногу ги заслужуваат. Овие дечиња се дечиња кои чекаат љубов, на кои треба да им се дарува со љубов и што е најважно да им се дарува љубов, бидејќи тие се оние кои ќе ја пречекаат со широко отворени раце. Среќата за доблесниот човек е условена од среќата на другиот.
тагата на другиот е причина за сопствената тага. Ако рефлектираме во духот на Достоевски, среќата е неможна ако се пролее макар една детска сопса. Токму затоа се надевам и посакувам идејата на доблесните ученици да се објективира, а своето акме да го достигне во подигнувањето на моралната свест на родителите кои ги оставаат своите деца на улиците и на заедницата која има моќ, но не и волја да возможи овие деца да растат во бавина. При тоа што чувството да се биде околу тие деца е незаменливо. Кога ќе видите насмевката на нивните лица, кога ќе видите колку сакаат да се околу вас, колку сакаат да се дружат со вас, колку сакаат да пеат со вас, едноставно ви исполнува со едно чувство што не се споредува со никое друго и ја сваќате потребата да им се помогне и да им се даде малку, бидејќи навистина тоа за нив значи многу. Мислам дека не секој човек може да го свати тоа се додека не се сретна со нив лице в лице. И искрено сметам дека понекогаш за да ни се отворат очите, мора да ни се отвори срцето.